Европско дебатно првенство за средношколци 2026 година ќе се случува за прв пат во Скопје. Организацијата е во Полник. Со Дора Смилевска разговараме на оваа тема. Добро утро официјално. Добро утро и на вас. Од 27 февруари до 3 март 2026 но подготовките се во тек. 25 земји земаат учество, 14 тимови од Европа, организатор Македонија. Што значи ова за нас? Па јас би рекла дека да дојдат повеќе од 200 млади од цела Европа, да дојдат во Македонија и да прават нешто што на сите им значи во средношколските денови. Мислам дека прво ја ставаме нашата држава на мапа, заради тоа што ние сме забележале. Одиме на интернационални турнири, не им е познато толку многу каде се наоѓаме, не им е познато што правиме, така што ова мислам дека е една супер можност и културата да ја представиме, и знаменитостите во нашата држава, ама и да представиме дека можеме да направиме многу повеќе. Како се одбираат тимови кои што ќе учествуваат, кои се критериумите, се со цел кој ќе земе дел од таа дебата која што ќе се случува? Значи вака, секоја држава си има свое дебатно друштво, односно организација која што е во улога на дебатно друштво и на свој начин си ги определуваат критериумите. Ние не им се мешаме во тоа, меѓутоа генерално испраќаат еден национален тим кој што се состои од 3 до 5 дебатери и дополнително имаат можност да испратат уште еден тим кој што е младински тим да го наречеме, односно дебатери кои што се помалку искусни и тој исто број од 3 до 5 дебатери. Така што сите држави од Европа имаат можност да испратат 2 тима на Европското дебатно првенство. Добро, колку е важна улогата на дебатата, особено кај средношколците во развој на критичкото мислење понатаму во ова демократско општество во кое што живееме? Да. Многу накратко, јас би кажала дека дебатата во форматот во кој што ние работиме, мислам генерално дебатата воопшто, меѓутоа и компетитивната дебата која што ја работиме, многу придонесува за меки вештини, за вештини кои што не можат да се научат во формалното образование. Формалното образование не во целост им дава на средношколците, па дури и на студентите, аргументирано да се изразуваат, да истражуваат на теми кои што се глобално познати и нели критичкото размислување логички да можат да дојдат до некој заклучок, до нешто што следува. Така што дефинитивно сметам дека ова е еден подиум не само каде што им даваме јавно да говорат и тоа да го развиваат, меѓутоа многу повеќе истражуваат. Ќе им дадеме ние една тема однапред која што ќе треба да ја истражат и генерално најверојатно ќе биде за Балканот или за Европска Унија, тоа уште го немаме определено, меѓутоа имаат 2 месеци однапред да читаат, да истражуваат, да осознаваат за да креираат аргументи. Да бидат подготвени. Вие сте директно вклучени во организацијата, но претходно сте дел од Младинскиот образовен форум. Активностите низ годините допринесоа за да имаме можност ваква, за организација на еден ваков турнир? Јас дефинитивно би рекла да. Младински образовен форум постои веќе 26 години и има започнато баш како дебатна организација и дебатната програма ја спроведува нели веќе повеќе од 1/4 век и имаме центри, односно имаме дебатни клубови во повеќе од 20 градови во Македонија. И дефинитивно после короната имавме еден поголем удар каде што многу повеќе клубови отворивме и дополнително добивавме средства за да одиме на интернационални настани и баш од тие интернационални настани од тоа учество осознавме како едноставно да се бориме за да го организираме Европското дебатно првенство, заради тоа што морам да спомнам, тоа беше директна борба против Италија, бидејќи они имаа понуда. Така што јас би рекла дека треба да бидеме и горди што успеваме нели организаторите кои што сакаа во Милано да го организираат, наместо биде во Милано, дека ќе биде во Скопје. Една прекрасна шанса да се покажеме. Па баш заради тоа што имаме можност да се покажеме, претпоставувам дека за сите оние кои што ќе дојдат ќе имат организирано дали тури да се запознаат со градот, како ќе бидат организирани деновите?
Да, па дефинитивно кога ќе стигнат, ние на сите тоа ќе им го понудиме. Нели во процес сме на логистичка организација на сето, во моментов е многу рано да ги правиме турите, меѓутоа главната идеја ние да ги запознаеме со културата, заради тоа што некои држави како што се скандинавските на пример имаат многу малку допир генерално и со балканската култура и нели со културата на нашата држава, па планираме и наши производи да вметнеме, на пример да им ги Тоа би било одлично со глед на тоа дека и ние каде што патуваме сакаме да се запознаеме со нешто од локалното население и да им храната дадеме баш и најмногу што можеме од тоа што е наша домашно. Да се почувствуваат да го почувствуваат нашиот дух. Добро. Барате волонтери, колку граѓаните волонтерите можат да се приклучат, што се ви е потребно сега во делот на организацијата? Значи, ние веќе многу активно го организираме и почнавме уште пред пола година. Сега веќе срадувавме некои пологистички работи како превоз и сместување. Сега сме веќе во процесот на отварање на повикот за сите тимови кои што ќе дојдат, меѓутоа ќе отвориме и повик за волонтери. Така што јас ги повикувам сите млади луѓе, сите активисти кои што сакаат да волонтираат, ќе сакаат да се дружат со нас од 27 февруари до 2 март, да бидат дел од Европското дебатно првенство за било каква логистичка помош, а во моментов сме и во процес на барање на спонзорства, заради тоа што се работи за настан за повеќе од 200 млади луѓе, сите тие ќе бидат тука со сместување, ќе им треба превоз и нели локалните производи кои што сакаме да ги обезбедиме. За сето тоа ни требаат средства, така што јас би ги повикала и сите, па и од приватниот и од државниот сектор кои што можат на некој начин да ни помогнат. Да се вклучат сите. И убаво ќе биде затоа што ова е една одлична можност ние да се презентираме. Добро, пораката до младите ќе ве прашам. Знам дека имате, се разбира, и порака до младите, но колку долгогодишното искуство во дебата помага да се подготви еден ваков тип на турнир, национален турнир? Јас би кажала дека кај мене, например, е малку специфично заради тоа што јас во последните 3 години ги организирам и сите национални турнири. И на национални турнири ние имаме 250 ученици од цела Македонија, значи тоа е исто така многу голем турнир. Јас би кажала дека тие вештини мене повеќе ми помогнаа да решам дека сакам да го организирам ова. Меѓутоа суштински познавањето на дебатата дефинитивно помага, како што напоменав, ние го правиме тој во специфичен формат. Значи буквално ќе биде еден голем надпревар каде што дебатирите ќе имаат 6 прелиминарни рунди. Ќе одат тим против тим и после тоа ќе влезат во четвртфинале, полуфинале, финале. Доколку имаш искуство во дебата, доколку како млад човек, односно како средношколец или како студент си бил дел од некој турнир, дефинитивно многу помага. Што е потребно за успешна дебата? Да кажеме дека оваа дебата е успешна. Јас би рекла... Активно учество на сите чинители во дебатата или како? Да, мислам, во средношколската дебата има 6 дебатери. Тројца од едниот тим, тројца од другиот тим во тој момент. За мене успешна дебата е кога сите дебатери ќе зборуваат по 8 минути, пошто на сите има определено по 8 минути, и многу битно ќе си ги кажат аргументите онака како што треба. Ќе има објаснување, ќе има пример и ќе има некој долгорочен импакт. И нели тоа е една цела целина. Добро. Со објаснувањето, со примерот, со импактот, тогаш би рекла дека е успешно, нели? И така. Кога целото знаење што ќе го имаат, ќе успеат да го пренесат и после кога ќе дојде противниот тим, ќе смислат начин како тоа да го побијат, тука доаѓа критичкото размислување, заради тоа што на лице место мора да размислуваш што ќе му вратиш на противникот или какво прашање ќе му поставиш. Така конструктивно аргументирање, добро. Да. Во ред, интеракцијата помеѓу два тима, јас би рекла, ако ја има, ако активно се препираат, тогаш има успешна дебата. Добро. Ваша порака до младите, сите оние кои што се заинтересирани за дебатата и да бидат дел од организацијата учеството?
Значи, во моментов, ова е супер прилика да кажам дека имаме отворен повик за нови членови во Младински образовен форум за дебатните клубови и за сите други клубови, така што слободно може Младински образовен форум да го најдете на социјални мрежи, да ги видите сите клубови кои што ги нудиме и да се пријавите. Меѓутоа дополнително и дека едноставно јас би рекла дека сите млади треба да бидат активисти и на било каков начин да придонесат во општеството. Бидејќи сметам дека од младите почнува. Да, се разбира, од 27 февруари до 3 март Скопје е домаќин на Европското дебатно првенство за средношколци. Ви посакувам убава пред се организација, со лесно доди организацијата и да бидат конструктивни дебатите. Фала ви, и се надевам и јас. Благодарам за гостувањето денеска, Дора.